Почитувани, СДСМ и Зоран Заев ветуваа почист воздух и подобра животна средина, а 2 години немаат мрнато со прст во насока на истото. Европската комисија во незиниот извештај нотира дека владата нема никаков напредок на полето на животната средина. Европската комисија нотира дека државата нема административен капацитет на централно и локално ниво и истиот слаб и недоволен. Од Европската комисија се нагласува дека нема напредок во однос на донесување на клучни закони кои треба да имаат контролата врз животната средина, а тоа се инспекцијата и директивите за одговорност во животната средина, како и директивата за еколошки криминал. Квалитетот на амбиенталниот воздух е една од најголемите критики на комисијата. Имено во извештајот се вели, цитирам: потребно е да се спроведат мерки за подобрување на квалитетот на воздухот, со обезбедување на ефикасна координација помеѓу централните и локалните власти и обезбедување на доволни финансиски средства. А во однос на тоа во какви услови живеат македонските граѓани, јасно се издвојува делот дека, цитирам, во големите градови нивоата на загаденост на воздухот се високи. Реално, за последното и самите граѓани го почувствува на своја кожа. Скопје 2 години поред е на врвот на листата на загадени градови во светот. Граѓаните во текот на зимскиот период се гушат, а болниците се полни. Критиките на комисијата се насочени за управување со отпадот, водите и индустријско управување со ризик. Исто така, нема напредок во областа на хемикали и во делот на цивилната заштита. Тоа може да го видиме и по се поголемите диви депони надвор од населените места кои наликуваат на вистински буништа кои никој не ги чисти. Почитувани, ако по извештаот на Европската комисија во делот на животната средина се оценува каков е животот во Македонија и владењето на оваа власт, едно е сигурно, дека актуелната власт е делегитимирана и дека владее на основ на лажни и манипулативни ветувања, како за парламентарните избори од 2016 година, така и за локалните избори во 2017 година. Токму затоа потребно е една огромна метла, како на полето на животната средина, така и на полето на целата влада, почнувајќи од Зоран Заев па надолу. Благодарам на вниманието.